Професоре Барбариев, добро вечер. Благодарам што сте со нас во нашата емисија. Благодарам на поканата. Ви благодарам и вам. Образованието е една комплексна и навистина широка тема. Во извештајот на Европската Унија нотирани се неколку забелешки и од аспект на вечното прашање со партизација, од аспект на недоволна достапност на образованието до сите дечиња, меѓутоа и до самиот квалитет на образованието. Па се вели дека секое ниво на образование е со слаб квалитет. Од каде да почнеме и дали може би вие како професор имате да ја дополните Европската Унија во некои делови? Па добро, ако го погледнеме извештајот, значи делот за образование или поглавието 26 е многу кратко, една страна, дали и една страна во која што ако ги анализирате сите реченици внатре, и доволно е и таа страна во која што се многу прецизно лоцира секој проблем во нашиот образовен систем и можеби е доволно само со еден збор за да ја почувствувате и целокупната атмосфера внатре, во кој контекст се наоѓа целокупните подсистеми во нашиот воспитно образовен систем, поаѓајќи од предучилишно па до академија, односно до високо образование. Значи внатре со една реченица е кажано дека системот е се уште премногу политизиран и корумпиран. Значи во таа реченица е објаснето се. Значи, постојат некои елементи кои што мора да тргнат од политиката за да се промени духот и културата внатре во каков систем ние ќе работиме и каква ќе биде атмосферата. И ако ги видите елементите каков е начинот на финансирање, каква е состојбата, каква е мрежата на средното и на високото образование, ќе се отворат многу проблеми, иако многу земји од Европската Унија кажуваат дека тоа поглавје брзо се отвора и брзо се затвора, меѓутоа мислам дека кај нас нема да биде така. Првата причина зошто ќе биде така е заради предолгиот временски период на лоши околности во кои што се наоѓа целокупниот воспитно образовен систем. Квалитетот е дефинитивно спуштен на најможното ниско ниво. Некои земји објаснуваат и кажуваат дека Европска Унија многу и нема да се труди околу тоа поглавје, бидејќи тоа ќе мораме сами да си го решиме. Таков е примерот со Бугарија. Таа влезе 2007 во Европска Унија, меѓутоа ако го видите квалитетот на резултатите и споредливоста на учениците со состојбите од некои други европски земји, ќе видите дека таа нема некој многу сериозен и брз напредок. Тоа всушност кажува дека најголем дел од работите ќе мораме сами да ги направиме и сега тука е тоа дефинитивно тешка работа за нас, бидејќи се виде дека во изминатите 20 години сами баш не умееме. Не би рекол дека не умееме, мислам дека тоа подрачје премногу го контролира политиката и мислам дека првата умна држава, умна влада би инсистирала тоа поглавје да го отвори заедно со поглавјата кои што треба да се отворат први. Значи тоа е правда, безбедност, веројатно. Моја сугестија е да го отвори поглавјето образование веднаш, заради тоа што тоа ќе трае и внатре ќе мора да се решават фаза по фаза многу прашања кои што се сериозни проблеми во целокупниот образовен систем кој што понатаму влијае на сите други сектори во општеството. Ни една друга реформа мислите дека не може да биде спроведена без клучот, а тоа е образованието? Не може да биде спроведена бидејќи образованието треба да ги даде идните квалитетни кадри кои што треба да ги решават другите прашања во општеството. Ако сакате идната бизнис заедница, идната енергија на општеството се младите луѓе кои што сега се прво, второ, трето оделение, кои што за 15 или 20 години треба да бидат моторот на општеството и на државата. Така. Прилично сте прецизен во констатацијата дека партизацијата и мешањето на политиката е клучниот проблем. Тоа е еден од проблемите, бидејќи тоа генерира други проблеми, тоа е домино ефект. Постојат анализи и извештаи, дури се изучуваат реформите на филозофскиот факултет на втори и на трети цикл се изучуваат како се прават реформи. Ако ја земете Хрватска, примерот на Хрватска, таа бавно напредува, меѓутоа дефинитивно има сериозен напредок и развој во делот на многу сектори благодарение на она што го прави со образованието. Клучните двигатели на реформите мора да ги преземат луѓето кои што тоа знаат најдобро да го прават, а тоа се луѓето кои што се бават со образование, со наука и со истражување. Државата мора да креира образовни политики во кои што ќе создаде контекст и култура на така наречена споделена одговорност. Тоа значи каде ќе биде одговорноста и каде државата ќе ја дава целата логистика и создавање на атмосферата, каде науката ќе го дава знаењето како тоа да се направи, како ќе се вклучи бизнис заедницата внатре, бидејќи клучните извештаи на Европска Унија кажуваат дека иднината на она што ќе се случува денес во светот е како да се направи мрежата на универзитетите, односно образованието, истражувањето и информатичко-технолошкиот напредок, односно развој на општеството. Во тие три
елементи е всушност клучот на решавањето на сите проблеми. Политиката мора тоа прашање да го даде и да го решава заедно и тука не треба да се создава кај нас контекст дека ние сите работиме нешто посебно, туку треба да се создаде еден дух дека сите заедно, и политиката, и универзитетите, и бизнис заедницата, целокупното општество, невладениот сектор, медиумите, мораме да влијаеме да го подигнеме нивото на образованието. Но за тоа треба првенствено политичка воља, што гледаме дека низ годините наназад ја нема. Многу влади, сите влади досега секторот образование го се однесуваат толку ноншалантно кон него со политички пазари постојано. Како мислите дека воопшто ќе може од каде да извира оваа политичка еден воља? експерт кој што е еден од креаторите, еден од клучните луѓе кои што работи на ПИСА, истражувањето и испитувањето на средношколците во проектот на ОЕЦД, всушност дава одговор зошто политиката е толку инертна на реформите во образованието. Искуството во многу земји кажува дека всушност политиката знае дека од образование не се добиваат избори, но од образование се губат избори. И таа е тука многу внимателна, бидејќи најмалите поместувања, ние видовме 2015 година со најмали поместувања, со нови закони, со некои елементи каде што не е тоа толку јавно, транспарентно, видите што се случи со општеството, какви движења почнаа да се... изглици на незадоволство воопшто беа. Тука мора да се направи студентите. друг пристап. Пристапот е така наречена мрежа на институции кои што заедно ќе тргнеме во создавањето на ново ниво на воспитно-образовен систем, а тоа е промена на парадигмата. Тоа значи дека ние во нашата држава мора да се отвори прашањето дали оваа мрежа на високообразовни институции е потребна. Дали треба да има толку факултети? Дефинитивно не. Дали треба да има таква мрежа на средни училишта и на средно стручно образование и на дуално образование кое што се создава? Тоа е добро. Дали тоа така треба да се создава? Значи тоа се прашања на кои што се дефинитивно сериозни реформи. Но нова не се работи. Впечатокот е дека овие прашања што вие ги набројувате не се отвораат тие прашања затоа што не знам кои се причините, но дефинитивно мора да се отворат. Тие прашања ако не се отворат сега, сите ќе лупнеме за многу кратко време. Значи тоа се многу сериозни Дури прашања. Европската комисија забележува дека во 2018 сите акциони планови кои што биле забележани дека ниеден не е исполнет. Внатре е многу прецизно кажано дека стратегијата која што сме си ја ние донеле, на која што имаше дебати, која што ја гласавме во собрание 2018-2025 е донесена, но внатре нема спроведување на акциониот план по параметри по кои што се тргнува. И сега се сугерира да се донесе нова стратегија од која што треба да се почне од предучилишно до високо образование. Така да И ние сме заглавени во процес на напишување стратегии постојана без Мислам дека кај политиката нема јавност и транспарентност, нема визија за трансформација на системот, а од друга страна и кај нас во ФЕЛАТА нема јасни ставови. Од друга страна, сега во разговор со некои луѓе кои што работат на реформите на Европска унија, кои што пишуваат извештаи, кои што помагаат на некои земји во развој, и Европа има различна педагошка визија за тоа какво треба да биде образованието. Затоа тие многу и нема да се мешаат во сето она што ќе се случува. Ние можеме како мала држава, ако ги видиме успешните приказни, ако ги видиме примерите кои што дале резултат во еден краток, среднорочен и долгорочен временски период, ние можеме и брзо да почнеме да излегуваме од кризата, бидејќи тука станува збор за прашање. Прво, професијата е со нарушен општествен економски статус во делот на наставниците. Вие гледате во извештајот се дефинитивно спомнува и состојбата со наставниците. Значи, тоа е тоа со нас, какви сме ние. Тоа е сериозно прашање, ние да се погледнеме во огледалото и да си ја видиме сликата, какви сме, кој што исто треба да тргне од некаде некаква нова парадигма во делот на образованието. Студентите и заменувањето на студентите. Вие во моментот имате илјадници студенти што студираат во Словенија. Вие поголем дел од високото образование во Европа вие бесплатно. Кај нас студентите се уште плаќаат. Дури и темата млади, вие гледате тоа е образование, култура, млади, спорт е заедно ставена на истото место затоа што тоа е истата тема. Едно без друго, да. Едно без друго не може, вие не можете младиот човек да биде мотивиран ако тој додека студира и не се финансира од некаде. Вие не можете да имате вакви уписи на високо образование. Еве сега ќе бидат конкурсот уште не е излезен, меѓутоа во август ќе има уписи за факултет. Не може државата да не знае каде ќе студираат најдобрите, талентираните во делот на природните науки, во делот на општествените, на хуманистичките науки. Тоа е оставено на
на инерцијата што ќе се случи на денот кој студент каде ќе заокружи да студира. Значи тоа се прашање Немаме во кој што мапирање на квалитетот. нема значи, мапирање, немаме... значи вие гледате се отвараат прашања дали најдобрите математичари ќе одат на европски или на светски надпревар. А од друга страна гледаме брилјантни индивидуалци кои што во изминатите 30-40 години покажаа одлични примери во светот и на награди и на признанија. Па пред 10 години, можеби нема уште 10 години, освоивме најдобра награда со поврзување на традицијата на така наречените бабини игри со Microsoft. Тоа беше светска награда. Тоа го направи наши наставници од Крива Паланка, од Скопје, од Штип, од Битола. Значи станува збор за дали системот ќе создаде концепт на мотивација, на атмосфера. Ние сите да почувствуваме дека ќе почнеме да го реформираме ова во кое што сите сме вклучени. Односно, како индивидуалниот интерес, мојот личен интерес да стане интерес на институцијата. Гледаме дека тешко ова ќе се решава ако се остави на политичката волја и на подготвеноста на владата тоа да го прави. Што е со вашиот дел како академска фела? Нели природно би било вие да сте тие кои што ќе притискаат кога ваму веќе има отпор и кои што ќе се трудат да носат промени? Јас се согласувам дека академската фела е премногу тивка во делот на коментарите, во делот на барањето на реформите. И тоа е така веројатно во еден подолг временски период. Веројатно има повеќе причини зошто е тоа така. Но дефинитивно мора да се создаде, никој сам не може да тргне да го реформира ако ние заедно не се убедиме сите дека мораме заедно да го направиме тоа. Академската заедница внатре има многу проблеми. Еден од проблемите е концептот на квалитет. Таа дури ако земете да ја анализирате внатре, таа нема инструменти да го регулира сопствениот квалитет. Бидејќи имате проблем финансиски, имате проблем со задржување на најдобрите. Вие за да можете да вработите двајца или тројца луѓе, вие морате да прашате двајца министри да ви дадат согласност. Значи вие не можете така едноставно брзо да реагирате ако сакате денес најдобрите да ги вработите и денес најдобрите да ги задржите. Или да речете или да речете сакам да ги донесам 5 врвни професори од Америка да предаваат на универзитетот во Штип, во Скопје и во Битола. Тоа се прашања кои што универзитетите сами тешко можат да ги решат. Од друга страна имате инвестиции кои што универзитетите самите го прават за да го одржуваат сопствениот систем. Така да ние сме почнале во овие 20-30 години да создаваме премали јадра кои што сите нешто сами работиме, меѓутоа иднината не е во тоа, иднината е во интердисциплинарноста, во вмрежувањето, во не такви гломазни институции, во помали институции, побрзи, поефикасни, подложни на брза промена и реформа, бидејќи вие во ваква брзина на информатичката технологија не можете образованието да го речете оставете го сега ќе биде побавно, па ќе видиме како ќе се менува тоа. Тоа мора да има некакви паралелни текови. Нека природна динамика Дефинитивно, на развој. Да. Каде вие ги мапирате клучните проблеми? Зборуваме прилично широко од партизација до недостиг на квалитет, финансиска состојба и слично. Од каде да се почне? Постојат два момента кои што се различни од каде треба да се почне. Тоа е структурата на системот и процесот на системот. Структурата на системот се инфраструктурата, условите за работа, наставните планови и програми, вработувањето, новиот концепт на мрежа на средни училишта, на високо образование. Тоа е едното ниво. Другото ниво е процесот. Тоа е всушност концептот на квалитет, што се случува помеѓу наставникот и ученикот, помеѓу професорот и студентот. Тоа е другото ниво на реформа која што мора да оди заедно со оваа реформа. И вие не можете да направите добра реформа во процесот ако немате услови за работа, ако немате лаборатории, ако немат каде студентите тоа после наставата и вежбите да можат да го видат во општеството, во системот, ако не ја вклучите бизнис заедницата. Тука е значи буквално од секаде треба да почнеме. Од секаде треба да се почне, треба да се направи добра стратегија во која што во краток и среднорочен временски план би се направил сериозен акционен план во кој што би се тргнала реализацијата на она кое што всушност треба да биде. Ама велите има стратегија донесена лани, а не се цела година поминала воопшто без да се имплементира. Значи не е веројатно само да се донесе стратегијата. Веројатно премногу формализирањето на она што се случува со образованието и она што ние како секој од нас индивидуалец или како институција, вие гледате внатре, ние сме исто општество во кое што одговорноста не е лоцирана. И сега кој е одговорен?
Еве во извештајот пишува дека не сме ја спровеле, не сме пристапиле по акциониот план. И се ако земете вие внатре да барате одговорност, вие на крај ќе видите дека не можете да ја персонализирате одговорноста и на крајот пак завршува тоа, па требаше сите да го направиме тоа. Значи, сериозна држава, сериозен концепт за реформа, прави сериозна мрежа на тоа кој е одговорен како институција, како поединец, како значи тоа е. Мислам дека овие теми за кои што разговараме многу добро ги знаат и луѓето кои што ги водат министерствата и луѓето кои што работат на универзитетите. Станува збор за, според мене, поголем е проблемот во создавањето на клима, во создавањето на атмосфера и тоа мора да го направи тоа Министерството за образование. Тоа мора да се професионализира и они мора да ја дадат атмосферата. Тие мора да го дадат духот како ние внатре сите ќе тргнеме во трансформацијата на она што ќе биде систем и целосно поинаква мрежа на студиски програми, на универзитети во државата. Ги споменавте универзитетите и целата таа мрежа. Еден од клучните проекти беше универзитети во помалите градови. Многумина го критикуваа, со право се покажа дека ефектите се никакви. Како вие го гледате овој концепт на толку многу универзитети? Споменавте пред малку дека не ни требаат толку многу насекаде. И како воопшто ги гледате и приватните универзитети визави државните? Нашиот образовен систем секогаш имал дисперзиран концепт на високо образование. Ако земете двата факултети кои што беа во Штип, Рударско-геолошкиот факултет и Педагошкиот факултет, тоа и Институтот за јужноземјоделски култури во Струмица, Институтот за ориз во Кочани, тоа се системи правени пред 40 и 50 години. Тие сите институции биле под универзитетот во Скопје. Значи, тој концепт на дисперзија постоел и функционира. Проблемот е дали ние со отворањето на тие институции сме сакале да направиме врвно, квалитетно образование или тоа сме го направиле само формално. Значи, вие дури во извештајот ако видите, отворањето на институции не е толку проблем. Проблем е колку и како. И која ќе биде нивната функција и цел. Да. Значи, во извештајот се забележува дека премал се уште е бројот на студенти со завршено високо образование. Знаете тоа што кажа? Што е крајно нелогично. Не, тоа е нелогично за нас, во нашето општество, бидејќи не се поставува прашањето зошто во изминалите 40 години имало 5 или 6% граѓани со високо образование. Па сега се дава сугестија дека тие треба да бидат над 40% и тоа се параметрите во Европска унија. Тоа не се. Проблемот е дали ние тоа го направивме само за да луѓето завршуваат со најниско можно ниво на квалитет или сакавме со тоа да направиме врвни институции. И јас подолго време зборувам дека не е проблемот каде ќе се наоѓа факултетот и универзитетот. Проблем е дали ние сите сме решили тоа да го направиме поштено како што треба да биде. Да. Зошто да не биде Кавадарци или Струмица да не биде најдобриот институт за вино во Европа или во светот, ако тој е најдобриот регион познат по светот за она кој што го прави. Зошто да не биде најдобриот институт или факултет за земјоделство во Струмица? Зошто да не биде најдобриот општествен хуманистички факултет во Охрид? Така да ги дисперзираме, во кој што светот кога ќе дојде ќе учи од тоа што ќе може тука да го сретне и види. Или најдобри стручни студии на југоисточна Европа во Штип, кај што ќе се поврази болницата, ќе се подигне квалитетот на здравство. Тоа е концептот кој што кај нас не е направен, нити имат храброст да го направат, бидејќи за такви реформи се бара храброст, се бара знаење и се бара еден широк интердисциплинарен тим и од земјата и помош надвор од земјата. Се надеваме дека со почетокот на преговори со Европската унија, ако ништо друго, ќе имаме веројатно помош некакво надвор кој што ќе ни биде потребна. Ви благодарам многу за гостувањето и ја отвораме темава секако за скоро време. Ви благодарам, беше чест да разговарам на оваа тема. Ви благодарам.